доаѓаме во една генерација кај што големите теми, како што реков, веќе не се третираат, бидејќи јазичната екзистенција е обезбедена. Основите се поставени, речниците се веќе објавени и луѓето почнуваат да размислуваат и генерацијски, почнуваат да се подпираат на багаж од претходната генерација, на искуства, на сведоштва и така натаму. Ѓузел е исто така по својот преведувачки опус што припаѓа на оние преведувачи и автори кои што биле образовани и чии што преводи се главно од англо-американското јазично подрачје. Меѓутоа, кај него јазикот и мислата за преведувањето се многу повеќе ориентирани кон некои поетски промислувања и кон поетички согледби, и како такви ја формираат основата на неговата филозофија за преведувањето. Од неговата збирка есеи Бовча, ми се чини беше, таму може да се најдат некои есеи кои што тангираат преведување преку поетски и поетички согледби. Ѓузел, за разлика од претходните наши практичари, го гледа преведувањето како дел од поетските текови. Имено еден концепт, универзалниот тек на поезијата, кај него се појавува како типичен за неговиот дискурс и поезијата ја согледува како наднационална, но не и униформирана форма. Тој зборува за поетски и за автономен сензибилитет. Поетот е самоник на талент што го оплодува колективот. Митот избива во преден план кај и третманот на митот и на приказната во неговата поетска пракса и на враќање на некои исконски и делотворни сили на јазикот кој што со текот на вековите станал деградиран. Универзална размена на поетски искуства од сензибилитетот на народите и поетите од светот. За Ѓузел поезијата е интернационален јазик, но не е есперанто. Незината универзалност не доаѓа од бришење на разликите, туку е последица на незината многуликост. И секој универзален тек може, тоест поетскиот универзален тек е присутен во сите јазици. Прашање е авторот, тоест преведувачот, како ќе се постави. Па затоа кај Ѓузел можеме да го ако кај Конески имавме раѓање на песната, кај Ѓузел ќе забележиме индивидуален глас, раѓање на индивидуалниот глас, кој што пак преку народната, да речеме, поезија и традиција се втопил во гласот на поетот. Односно, таа народна поезија е, да речеме, некаква позадина и во поетскиот сензибилитет на модерната поезија, покрај сензибилитетот на еден народ, влегува и сензибилитетот на индивидуалниот поет. Таквиот самоникнат талент, кој автономно го развива и редефинира сензибилитетот на својата нација и внесува искуства од универзалниот поетски тек, таков е модерниот поет. Тој го доживува како еден вид на мегафон на традицијата. И сега, ако кај Конески поетот е слушач со изострен слух, кој што со своите антени придонесува нов материјал, кај Ѓузел поетот е креатор и бог самонаречен. Ова е негова фраза. Ако кај Конески има строга зависност од колективот и традицијата, кај Ѓузел автономна индивидуалност постои, која што го надминува колективот. Ако кај Конески песната се открива во веќе постоечкиот фолклорен јазол, кај Ѓузел песната создава нов дискурзивен свет, ослободен од народниот мелос. Има една нишка во неговите есеи, која што ја забележува, трасира еден пат и едно обесветување на јазикот со текот на историјата. Значи, ако се појде од тоа дека
да речеме, една предпоставка дека во минатото јазикот имал малку поинаков статус од овој денеска што го има, како многу лекомислено сваќање, јас мислам дека имаме денеска за јазикот како средство за комуникација, кој што е подложен на секакво моделирање и се е битно и се е небитно. Во минатото, особено пред векови и милениуми, зборот важел нешто, држал нешто и со текот на вековите тој е постепено обесветен низ историјата и материализиран и Ѓузел вели деградиран во обична алатка, јас би додал, на комуникација. Според тоа, улогата на поезијата е да го избрише тој историски прав наталожен, кој што го деградира јазикот, и преведувачот кој што работи со зборот треба да го воспроизведе како нов, освежен материјал, враќајќи му е онаа исконска моќ кој што ја загубил. Вистината е релативна, вели Ѓузел, уверливоста е се. Сега веќе можеме да наоѓаме заеднички точки и со Ѓорги Сталев, кој што тврдеше дека треба, нели, уметничко, естетско влијание и убедливост. Ѓузел исто бара убедливост во поезијата и во преводите. Поетот преведувач создава реалност која што е поверодостојна од објективната стварност. Со преземањето на улогата на креатор, тој не ја копира стварноста, туку генерира нова вистина преку моќта на јазикот. И повторно, како некое наследство од моите истражувања за Паунд, и тука наоѓам некоја заедничка точка. Ѓузел го објавува првиот оглед, првиот есеј за Паунд во списанието Разгледи во 64-65 година и заедно објавува со тоа и препев на еден мал избор песни од Паунд. А во 2013 го заокружува овој зафат кога под проектот Звезди на светска книжевност му е доделен еден том поезија, кратка поезија од Паунд, без, да речеме, оние пеења кои што ги пишува подоцна. И зошто токму Паунд? Па еве, двајцата се поети на парадокси, склони кон маскирање, кон полифонија и преиспитување на традицијата во еден фрагментарен, модерен свет. Значи, повторно се враќаме на првото пеење од Паунд, кое што и Ѓузел го препева, со тоа што, еве, тука ќе го вметнеме и Петрушевски. Значи, еве пак некое заедничко тло, кај што Петрушевски од старогрчки, Паунд од латински, а Ѓузел од англискиот на Езра Паунд преведуваат сите кон македонски. Преводот на Ѓузел е, значи, натоварен со таа модерна фрагментација на јазикот за која што зборувавме. Е оптоварен и со тоа доживување на јазикот како некое деградирано средство за комуникација. Паунд си е доследен, тој си тера на неговиот алитеративен стих, инспириран од англосаксонскиот во оваа фаза. Подоцна ќе ја напушти, меѓутоа тоа е веќе друга приказна. И рековме, ова заедничко тло можно е да се повлечат некои паралели. Нели, рековме, Петрушевски преведува од грчки, старогрчки, Богомил Ѓузел преведува индиректно преку Паунд. Петрушевски од една страна правеше кованици на Хомеровите, значи, ненадминати епитети на македонски, а Ѓузел исто така преку слободна форма се обидува да ги обедини овие концепти и да даде своја, да речеме, една своја современа верзија на истово пеење. И ако кај Петрушевски идентификувавме архаизиран јазик, кај Ѓузел во неговиот препет на истото пеење, епитетите се редуцирани, модернизирани и сведени на сурова функционалност. Тука е уште една заедничка точка, кај Ѓузел
и кај Паунд, кој што двајцата во некои своји изјави ја земаат маската како техника на творештвото, па според тоа по аналогија можеме да кажеме и дека преведувачот е еден вид поет скриен под маска на некој што ја преработува оригиналната материја. И за што да на крај да поентира Ѓузел? Ѓузел, значи тој не само што со своите дострели преведувачки го збогатил фондот на македонската литература, туку оставил и еден уникатен поглед според кој што преведувачот има индивидуален глас и неговата задача е да го повторно освети деградираниот и обесветен материјал и да гради универзални поетски светови. Гледаме како во текот на овие 50 на 60 години од кога се започна проследувањето до овој момент, заклучно со Ѓузел, јазикот употребен за преведувањето исто така бележи една линија во поглед на големите теми. Значи, првите преведувачи зборуваат за големи теми, за големи епови, за големи, да речеме, потфати, зборуваат и тоа навистина е за почит, бидејќи вие да земете да работите во време кога немате ни речници, ни се уште, нити пак правопис и така натаму, а луѓето се потпирале буквално на својата собствена наобразба, на она што до тој момент го акумулирале како материјал.